Бројно, силно и одлучно Куманово. Секогаш кога ќе дојдеме во Куманово, преовладува една позитивна атмосфера, преовладува атмосфера која што на сите нас заедно ни внесува една огромна доза на оптимизам и ни ветува дека подобри времења доаѓаат за Република Македонија. И токму таква атмосфера ни треба денес, кога дискутираме за најбитната можеби тема во Република Македонија, дискутираме за нејзината иднина. Тоа се младите. И најприродно е да почнеме од моменталната ситуација и што е тоа што каже и Мартин, што ги брка младите првенствено од Република Македонија. Доколку ја согледаме ситуацијата моментално каква е, имаме една катастрофална состојба во која што Македонија е првак во Европа, а е на пиедесталот и во светски рамки, но не по убава работа за жал. Прваци сме во младинска невработеност и тоа преку 53% според Светска банка. Фрапантна и катастрофална бројка рамо до рамо со Косово, што вчера стана држава. Понатаму, како резултат на ова, како резултат на погубните политики на власта, како резултат на масовно прислушкување, криминал и корупција, едно истражување на невладината Реактор вели дека дури 70% од младите кои што се невработени, замислете, 70% од невработените млади си изјасниле на анкетата дека би ја смениле државата, би се преселиле само за да најдат работа и да обезбедат гола екзистенција. И сега сите се согласуваме и често пати тоа го користиме и сите заедно како фраза, дека иднината на државата на младите останува. Што правиме сега, кога токму тие млади својата иднина не ја гледаат во ова, туку ја гледаат во некоја друга држава. Како резултат на сето ова, Мартин спомна, го спомнуваме на секаде и мора да се спомнува, бидејќи ова го вклучува црвениот аларм во Република Македонија. Преку 600.000 луѓе ја напуштиле Република Македонија. Добро слушнавте, да верувате во тоа што го слушате, преку 600.000. Не го кажува ниту Сорос, ниту СДСМ. Ова го кажува Светска банка, го кажува ОЕЦД, го кажува Евростат. Еминентни меѓународни финансиски економски институции. И зошто би се чуделе дека младите ја напуштаат Република Македонија и дека 600.000 луѓе ја напуштиле Македонија, кога имаме волку висок степен на невработеност? Тоа значи, преведено просто, пластично, дека секој втор млад човек не може да најде работа во Република Македонија, додека оној првиот кој што нашол, знаеме и како ја нашол, знаеме ни што се морал да помине за да ја најде и знаеме за каква мизерна плата работи тука во Република Македонија. А зошто би се чудели и зошто студентите ја напуштаат Република Македонија? Па зарем некој што има добар успех, зарем некој што има шанса да оди, да студира во Хрватска, во Словенија, во Шведска, во Германија, во Америка, зарем тој некој студент би останал овде, би спиел во студентскиот дом Гоце Делчев, не дај Боже таванот да му падне на глава, не дај Боже со лифтот да се мавне од земја, не дај Боже лебарка ватерполо да му игра во супата, зарем би останал некој разумен млад човек тука во Република Македонија или би ја напуштил оваа држава и би барал подобри услови за студирање и подобри услови за живот. Што е најтрагично, и за во овие студентски домови, исто како и за вработување, треба да извадите партиска книшка и треба да поминете една долга голгота. Зашто? Да се изборите преку долгата голгота, да дојдете до нова голгота, наречена живење во студентски дом. Што нудиме во визијата за Македонија? Тука не сме денес и не сме низ цела Македонија секојдневно во огромен број, за само да критикуваме и само да плукаме, што би се рекло, народно по власт. Прво да знаете, иако верувам дека сте убедени, но тоа мора да го шириме. Често пати политичкиот противник вели дека ние немаме програма. Програма сме имале, програма имаме и програма секогаш ќе имаме. И треба да бидеме горди со тоа и токму затоа сме денес тука со вас, за заедно да ја направиме идната програма на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата која што ќе биде предложена на наредните избори. Свесни сме дека не сме најпаметни, свесни сме дека не можеме и да сакаме
се да знаеме и затоа нудиме само една платформа, еден предлог за понатаму заедно со вас граѓаните да изградиме конкретната програма. Првенствено, за да ги задржиме младите тук во сопствената татковина, да не плачат мајките и татковците по нив, да не си ги гледаат браќата и сестрите по Skype и по Facebook, мораме првенствено да им обезбедиме пристојна и нормална работа во сопствената држава. Како ќе го направиме тоа? Тоа не е топла вода, тоа не е нешто ново. Младинската гаранција е познат проект низ цела Западна Европа. Тоа ќе го примениме и тука. Што всушност, што просто значи младинска гаранција? Младинска гаранција е проект со кој што државата на секој млад човек, која ќе заврши со формално образование, по негов избор, дали е само средно, дали е додипломски, дали е магистерски, дали е докторски студии, веднаш по завршување на формалното образование ќе му се понуди на младиот човек или да продолжи со образование, или да се вработи, или да оди некаде на пракса, или да оди на тренинг во време трајање од 4 месеци. Може би некој ќе продолжи да учи странски јазик, некој ќе продолжи да учи компјутери, но најбитно од се, младиот човек во Република Македонија, откако ќе заврши со формално образование, дома нема да седи и пари од мајка му, татко му, баба му и дедо му нема да зема. Бидејќи што подолго сте невработен, толку потешко и ќе најдете работа. Нашата цел е по завршување на образование, младите веднаш да продолжат во некоја друга насока, која ќе им биде и од нив, но и од корист на државата.